Со вкрстени прашања од страна на обвинителството да Александар Ѓорчевски продолжи судењето за грабнувањето и убиствата на Вања Ѓорчевски од Скопје и Панче Жежовски од Велес. Александар Ѓорчевски, кој е обвинет за помагање во ограбнувањето на неговата ќерка. Поставените вкрстени прашања одеа во насока на приватниот живот на Александар, неговите вработувања во фирмите во кои работел, за потрагата по неговата ќерка Вања и неговиот однос кон децата. Александар Ѓорчевски во својот исказ кажа дека од самиот почеток полицијата во погрешна насока ја водела истрагата. Ако биле внесени регистарските таблички во системот на Safe City, денес во судницата ќе се расправаше само за убиството на велешанецот Панче. Предпоставувам немале наредба да го бараат возилото. Тоа е пропуст на полицијата. Контактот на вистина не знам кој е, немам разговарано со него. Тој не смееше да дава снимки од Safe City. Така би ги прекршил правилата и би се соочил со казна. Меѓутоа, ние смеевме да му праќаме снимки. Ѓорчевски се обрати до обвинителките Жаклина Крстевска Јосифовска и Јана Стојковиќ Димитровска. Кажа дека не знае која е целта на обвинителките со прашањата поврзани за становите. Адвокатот на Ѓорчевски, Владимир Туфекџиќ, посочи дека јавното обвинителство не смее да дискредитира личноста на обвинетиот. Одбраната смета дека обвинителството нема докази против Ѓорчевски. Простеното испрашување на обвинителството помина онака како што и очекував. И со согласност на Александар се договоривме да не приговараме на ниту едно прашање. Јавното обвинителство низ вкрстените прашања уште еднаш покаже и докаже дека нема никакви аргументи против Александар. Едино што ми пречи тоа е една доза на лична дискредитација која се почувствува од страна на јавниот обвинител. Јавниот обвинител смее да дискредитира исказ, али не и личност на обвинетиот, и тука се почувствува тоа еден малку понижувачки однос кон Александар. На прашањата на Љупчо Палевски, Александар Ѓорчевски одговори само дека не го познава прво обвинетиот Палевски и прв пат го видел во судницата. Додека пак на останатите негови прашања рече дека нема коментар, пошто Палевски кажа дека Ѓорчевски е неоправдано обвинет. Следната расправа е закажана за впонеделник, со поставување на прашања од страна на судот кон Ѓорчевски и распит на Љупчо Палевски.